Ова е мојата родна куќа, градена од татко ми околу 60-та година. Иначе до 72 година моето детство до 14 години беше тука поминато. И имам многу драги спомени како од секое детство поминато тука. Пред 4-5 години се уште беа живи баба ми и дедо ми. Баба ми почина во 88 година. И докога беше она тука, јас скоро секој лето од 84-та па се до незиното починување, доаѓав тука, сега веќе нема никој тука да живее, е пусто. Со моите родители во 72 година од Мариово се иселивме во Америка, попрецизно во Нью Џерси, во државата Нью Џерси. Тоа е една држава во Соединените американски држави, во близина на и граничи со државата Њу Јорк и самиот град Њу Јорк. Во 72 кога заминавме бев при крај на седмо одделение и со моите родители се иселивме во Америка да живееме таму. На заминување од село, од Мариово, од Бешиште Мариово, јазикот американски или англиски да речеме не ми беше ни најмалце познат, воопште не знаев од јазикот и не само и јазикот, туку и сама целата средина, мислам, од една провинција во Македонија и доста ненаселена и еден руралистички дел на Македонија, па се иселивме во една метропола светска и тоа беше еден голем судир, мислам, една спротивност од толку ненаселено место или имаше голема разлика во начинот на живење, секако. Се соочив со една технологија, мислам, во селото само пред неколку години што купивме радио, мислам, моите родители купија радио. И беше секако еден голем пресек од мојот поранешен живот па во новиот живот во Америка. Кога појдов таму, продолжив на школа во седмо одделение, као да не било ништо, мислам, немаше ништо. Започнав пак од седмо одделение, мислам, продолжив во седмо одделение и наредната година бев во осма и така. После тоа почнав со средно училиште. Во почетокот имав доста тешкоти со јазикот, мислам, тоа требаше малку време да се совлада. Меѓутоа, иако имав тешкоти со јазикот, напреднував добро и се спремав за одење на факултет или ликовна академија. Таму бев примен на Прат институт. Тоа е еден институт во Бруклин. Бруклин е еден кварт, голем кварт на Њу Јорк и таму завршив факултет за ликовна уметност во 81 година и во почетокот, мислам, на факултетот не бев определен на
која област од уметноста ќе се определа, ќе работам. Меѓутоа, кон крајот или средината на факултетот знаев веќе дека имав некој сензибилитет повеќе за вајарство од него за сликарство. Тоа ми беше многу природно, поприродно, мислам да работам со физички со некој материјал, било со глина, моделирање на човечки фигури или некои форми вајарски. Така да изработив неколку фигури во природна мера и барем јас мислам и во една оценка од професорите тамо на тој факултет, ти беа доста успешни. Ова беше училиште што од 65 до 71 одев од прво до седмо одделение. Имам доста радосни спомени од ова место. За жал сега веќе нема ништо, се е пусто. Иначе тука до 70 година беше многу живо, мислам, имаше деца тука, гриеше од джагор. И се играше фудбал, дворот беше полн со деца. Иначе тука имав многу другари во школото. Сега веќе нема никој, меѓутоа се уште имам некој така кој држам добар контакт со нив. Еден од нив, иако е неколку години, мислам не неколку, тоа е 2 години помлад од мене, е мојот другар и роднина Косте. И јас се викам Косте Гајтановски, роден сум во село Бешиште. Првите почетни букви ги научив во училиштето Стеф Наумов, село Бешиште, во кое ми останаа многу драги успомени. Јас се викам Станџиовски Ристе. Јас бев служител тука скоро 15 години. По тоа време ние беше многу живо селото, со изградба, со све. Ова парко што гледате овде беше правено заедниски со учениците. Јас ова сето го правя, они ми носеа басие, веќе го садени. Зедоме направиме фурна овдека. Во месеа имаше 2 женски кои по месеа храна му даваме тоа еден оброк во тоа време. Јас му дели храната му варе и така беше живо сето училиштето. Во тоа време се учениците на Тинија Повичко останаа од двете села, од манастири, од село Полчиште, дојде околу 400 деца. Имаше 8 учители. Четврто дење почнавме да учиме француски и за француски требаше да се цртаат едни слики, да речем така, со деца кои играат игри, фудбал, па цвеќиња, па не, такви работи за учење јазик. И по барање на моите другари и учители
Јас уште во тоа време почна да се занимавам со цртање и со сликање и така да тоа беше мојот почеток по мојата денешна професија уметност. Меѓутоа, иако јас сега не сликам, мислам, редовно се занимавам повеќе со вајарство, сепак тоа беше мојот почеток во уметноста. Мојата првата фаза секако беше фигурата на факултет, меѓутоа после факултетот стана збор за една еволуција. Пак фигурата е присутна во тие форми, али не е реалистична, меѓутоа станува збор за метафори за фигурата. Мислам, не се гледаат глави и раце или ова или она, меѓутоа фигурите се пак присутни во тие дела. Станува збор за наместо фигурата да се изрази во реалистички стил, фигурата станува се поизразита психолошки или психички, да речем. А иначе во самиот процес на работата излегуваат многу интересни форми и така да самиот процес на работење, ако си отворен на тоа, мислам, ти носи некои сугестии за идеи и така да немам тотална контрола и не би сакал да имам тотална контрола над она што го работам, така да станува еден диалог меѓу уметникот и самото дело и тоа донесува доста или излегуваат многу интересни форми. А интересна друга работа што е интересна во таа прва фаза е што тие форми се доста ситни и ги обработувам враце, мислам, се доста лесни, не се огромни форми. И станува збор за обработување на тие форми од сите страни, така да нема тие форми функционираат, немаат една долна страна која тие седат на постолјето. Кон крајот на таа серија, да речем, од дела, од 15 дела, 84-та година се вратив прв пат во Македонија, носив апарат со мене и имав можност или може 4-5 дена шетав по околината на Прилеп, да речем Маркови коли, па се до Трескавец, горе до манастирот Трескавец. И ќе излезев на Собале и со фотоапаратот имав слайдови и снимав тие карпести форми кои за мене беа многу интересни и инспиративни. Тие се доста анимирани форми и вајарски форми. Да речем Хенри Мор работи со некои такви форми, али овие форми се многу по-динамични и по-енергични. Имаат многу поголем потенцијал, имаат тежина. Тие беа секако една инспирација за мојата друга фаза на дела. Овие форми беа создадени доста брзо, мислам, и првен беа обработени во глина. Да речем, ќе земев еден дел глина, го парче, голем дел глина, што може да се манипулира со раце. И таа глина обработував многу брзо, мислам, да речем, притискав така. Овде онде ја манипулираш за известно време, се додека не решиш оти, да, тоа е успешно или таа форма има нешто во таа форма.
третата серија или фаза, пак станува збор за една еволуција на фигурата, меѓутоа фигурата во оваа фаза мислам се користи како скулптурите веќе не стануваат, не се за фигурата, туку се употребува фигурата во скулптурите. И стануваат најдени објекти. Попрецизно тие се нозе и една рака, да речем, од кукла. И тие нозе и раце се обработени во една комбинација со други најдени објекти и таа комбинација или синтеза ја менува поранешната асоциација, наша асоциација со тие предмети. Во истото време работев и други работи, мислам за екзистенција и така, али секогаш работење со форми или некои вајарски форми или тродимензии, било модели, било што друго, секогаш уметноста или вајарството било дел од која било работа во работниот период или во работното време. И осеќавам некоја потреба, моја лична потреба да од време на време исто така се занимавам со применета уметност или дизајн. Меѓутоа и во тој дизајн станува збор за доста лични изрази или тие се пак мои дела на некој начин, меѓутоа тие се имаат функција. Исто така се од време на време правам накид, меѓутоа тие се природни форми. Може да бидат инсекти, за една специфична работа станува збор за една вилинска конче и тие се работени од природни форми, така да се лиени во бронза, меѓутоа објект, формата е природна, чисто. Сега да кажам нешто за носење на две култури. Тоа е многу изразито кај мене. Јас баш ги одржувам и ги негувам тие две. Страни. И тоа станува се појасно и појасно. И јас сум свесен дека мене ми требат тие две култури. Добре ми дошол. Добре, најдов. За живот и за среќа. Како сте вие тамо, што правите, што чините, што работите? Добре, живееме тамо, меѓутоа тука сме пак со вас. Тако, мило ми е да сте тука. Ние секоја шанса што идеме, јас доаѓам тука повеќе години. Секој лето сум тука. Тука си роден, тука... Каде на друго место? Каде на друго место? Да. Што прави ве тука? Што правиме, што прави? Седи. Што прави? Животари, како така? Животари ми некако. Тоа не е наше, тука ќе видиме. Кај чуеме? Имаше селото 18.000 грла овци. 18.000 грла овци. Па колку семејства беа тогаш? Мислам, вака, 240 куќи селото броеше. 1600 членови беа. Семејства? Сете, мало старо. Многу живееме вака, да те кажам право. И со татка ти, и со битва. Па комши бевме тука се. Не комши, него и своje. И своje. Родбина. Па така да. Родбина сме. Да. Ми се мајка да поздравиш татка ти, сестра ти, Јова, Митрата, сете велика, но ти знам кој да изабрам. Убаво си живееме кој беше тука. Си одеме, си идеме, си даваме секој нешто. И сега многу да поздравиш кој ти си још. Се најубаво да поздравиш татка ти, мајка ти,
Сите да ја поздравиш таму. Благодарам. Здраве да Плачам, имате. јас не можам да ви кажам. Здраве да имате. Пред да се селиме од тука, мислам, мојата фамилија, моите родители, произведуваа све за живот. Од леп, храна, сирење, месо, целото, се беше домашно производство и па дури пред да се иселихме, тоа прво време беше и облеката беше домашно произведена од постели па до ношни и така, и во тоа имаше една смисла, мислам, дека се беше работено со нека смисла за еден начин на живот. Имаше еден фолклор во тоа целото. Јас кога заминав од тука на 14 години, секако бев психолошки и физички друг од овој кој што сум сега и кој што бев во 84 година. И така да тогаш секако имав друг поглед кон животот и кон околината околу мене. И знам дека првиот пат кога се вратив тука ми беше многу чудно што се изгледаше помало некако, по-тесно. Влегла од дворот и дворот ми беше многу помало од кога заминав од тука, и самите простори во куќата кога заминав од тука ми беа некако, јас се чувствував многу поголем од тоа, физички многу поголем. И тоа долго време ми траеше да сватам дека имаше еден период, изгубен период од тие 14 години до после до 26 или 27 години кога се вратив тука. Тој е еден изгубен период и тоа има замена за тој период. И сега станува збор само за некои замени, едно за друго. И треба да се соочиш дека тоа што го живеев таму беше отсутство од тука. И тоа секогаш го чувствувам. И мора да се соочам со тоа, дека јас живеам на две страни или во два простора. Пруст, тој е еден француски писател и многу прочуен во последно време. И долго време пред ова. Тој кажува дека целиот наш живот, фактички ние се занимаваме со целиот возрастен живот. Ние се занимаваме со сеќавање на нашето детство. Неки мирис што нуди, некоја светлина. Мио Манчевски го сретнав за прв пат во 1984 година на конаците од манастирот Свети Архангел Михаил во Прилеп како гостин сликар во уметничката колонија, и тогаш имав задоволство да правам интервју со еден млад сликар како што ми беше најавено од Америка. После таа средба со Мио и после тој разговор години наред, така речи секое лето тој доаѓа во Македонија и ние постојано дружевме, талкавме честопати низ Мариово, до Бешишка река, до Еленик, до Дујње, до Кален, до Црна река. Се со една единствена назнака дека Мио Манчевски во сушност длабоко емотивно е врзан со краиштата од каде што потекнува. И на некој начин тој како личност, како човек, како интелектуалец, сликар, односно скулптор, сигурно многу длабоко и суштински го чувствува тој дуализам во себе си, таа двојност, прекрашеноста на личноста која е осудена да живее во еден туѓ простор и да го освојува тој туѓ простор, се разбира со далеку поголем утрошок на енергија, и личност која е повикана да биде тука присутна во руралното, во местото од каде што се неговите предци. Може би неговите експерименти
со скулптури во височина кои одат до бескрај високо. Може би се назнака дека од таму, од озгора, неговиот поглед ќе допре подалеку, може би и довде каде што еве сега имаме ова задоволство, нели да се присетиме уште еднаш на неговото бешиште. Во колонијата, во таа средина од македонци, имаме околу 600 фамилии во средината, во околината на Њујорк и на Нью Џерси. Поголемата колонија е во Нью Џерси, а иначе имаме еден манастир, македонски манастир, мислам, се вика Свети Ѓорѓи. И исто имаме црква, повеќе цркви имаме, фактички не е само една. Па така да имаме една добра колонија во средината кај што живеам во Америка. И сите празници македонски, да речем, Божик, Великден, ги одржуваме, ги славиме, мислам, се збираме сите и така да тие традиции македонски остануваат, не гинат, фактички таму стануваат уште се појаки, бидејќи тие традиции мора да се одржат за да се зачува идентитетот. Имаме доста организации кои се активни за македонската кауза, за признавањето. Правиме митинзи и демонстрации и исто имаме една организација за движење за човечки права на Македонија. Исто собираме помош за лекови и било каква помош за Македонија. Од мојата професија исто така придонесувам за тоа со изработување на плакати и платна, поголеми платна, кои се употребуваат на тие демонстрации. Така да веќе имаме покрај јас, исто имаме веќе луѓе кои се образовани таму во таа средина и така да навлегуваат во таа средина професионално. Иако живееме доста далеко од Македонија и надвор од Македонија, ние сепак сме македонци и се идеме такви. И тоа не може да загине. Секој човек лично може да се рече дека има своја историја, исто национална историја. И таа историја му припаѓа на него и мора да ја одржува.